Добар ден. Со мене е професорката Радојка Хилман-Денковска, професорка во Средното училиште Васил Антевски Дрен. На моje лично задоволство и големо задоволство, вие сте денес со нас како наш гостин или во оваа трета епизода на подкастот. Интересното е тоа што вие 22 години сте биле во бизнис, сега 4 години сте биле во образование, сте во образование. Која е вашата приказна, од каде оваа промена или од бизнис светот па сега во образование? Добар ден, многу ми е драго што ме поканивте во вашата Erasmus Diaries подкаст и тоа меѓу првите од толку многу наставници што пишуваат Erasmus проекти, затоа од срце ви благодарам на поканата. Навистина, 22 години јас работев во бизнис секторот и тоа во една од подобрите, стабилни компании, со стабилни услови, добри услови за работа. Меѓутоа, во еден момент почувствував дека треба да направам една промена. Некако мислев дека треба да излезам од таа комфортна зона и да направам нешто кое што ќе остави некој подлабок печат во општеството, а и за мене лично. Па така евеме во образованието и образованието сега не го гледам само како моја работа, туку како моја мисија. Знаете како во бизнис секторот вие работите со бројки. Гледате, бркате, значи да фатите промет, продажба. Меѓутоа, овдека во образованието работите со луѓе и тоа е бесценето, верувајте, поготово ако работите со ученици. Значи, сакав да дадам еден мој допринос, нешто, да направам некоја промена, да направам нешто добро за образованието за нашите деца. Така да, Значи, ете, сега сум... кога се работи со деца, некако можеби по-доблесна е оваа работа. Да, по-доблесна е, по-хумана работа, по-благородна е работата и некако повеќе ме исполнува, да бидам искрен, и ме подмладува на еден начин. Некако со младите, тие одат напред, ние со нив одиме, заедно растеме, заедно го гледам нивниот успех, така да стварно ме оплемени. Мене претходно ми кажавте во разговорот дека пред да дојдете во образование не сте знаеле што е Erasmus. И сега доаѓате во образование и тука сваќате дека има некоја програма Erasmus. Кои беа вашите почетоци? Што мислевте еве за Erasmus? Како почна сето тоа? Па верувајте, Erasmus некако во таа приказна влегов сосема случајно. Имав среќа во несреќа. Беше крајот на пандемијата и се отворија границите, се даде можност повторно да се патува. Ние имавме веќе претходно вмрежени партнерски Erasmus проекти и постоеше една да кажем обврска од партнерите дека може да патуваат или ги прима само тие што имаа Pfizer вакцина. Така да јас имав некоја среќа, не знам во тоа време, да ја имам таа вакцина и така беше првата моја средба со Erasmus проектот. Кога отидов тамо, навистина ми беше многу чудно, многу земји имаше, многу наставници имаше, од различни земји, од 4-5 земји. Каде го отидовте само? Во Грција беше. Грција, да, така. Во Грција беше првиот проект, во Трикала. Не знаев ни за Трикала, ете. Меѓутоа, добро беше што на почетокот беше збунувачки, бидејќи сите бевме различни, сите дојдевме од различни средини, од различни образовни системи. Меѓутоа, полека некако се вклопивме во едно, затоа што имавме заедничка цел. Значи, имавме заеднички проект и сите се стремевме да го оствариме тој проект, така да некако тоа беа моите први почетоци. Понатака следната година веќе или по неколку месеци започна и втор партнерски проект, бев на уште еден Erasmus, тоа беше во Полска, трет, четврт и некако кога и да одев на тие веќе партнерски Erasmus проекти, цело време што и да сакавме да прашаме, да го прашаме координаторот или не знам што треба да направиме, да го напрашаме координаторот. Координаторот беше одговорен за свето и све ни кажуваше. Јас тогаш се запрашав, викам кој е координаторот? Вика координаторот е тој што го напишал проектот. И си велам, зошто па јас да не седнам да напишам еден проект? Зошто јас да не бидам дел од таа приказна, јас да бидам координатор? И така... Кога сте биле во Грција, вие фактички не сте го пишувале проектот, то сте биле дел од проектот. Да, ние бевме само партнер. Така. Иначе беше напишан од страна на грчко... Колку наставници бевте таму? 5 наставници бевме и од сите земји имаше по 5 наставници. Имаше од Италија, имаше од Романија, имаше од
Шпанија, од Грција и ние. Така да тогаш бевме само партнери, тогаш прв пат уствари видов што е Еразмус. Меѓутоа, по веќе неколку такви средби кај што бевме партнери, реков, ајде ние да напишеме, па и ние да станеме, нели ете, координатор и ние да бидеме носител на еден проект. И кој беше првиот проект што го напишавте, за што се работеше во проектот? Првиот проект, многу е, искрено да бидам, многу е тешко да се напише еден Еразмус проект и некој друг, ако ви каже нешто спротивно, сигурно ќе ви излаже. Меѓутоа, треба упорност. Значи, треба да се погоди темата по мене. Значи, темата е некако најважна и да биде во согласно со приоритетите на Еразмус. Бидејќи Еразмус има соодветни приоритети секоја година, така да треба да се погоди темата. Кога се погоди темата, некако после све лесно иде. Меѓутоа, да бидам искрена, Националната агенција таа кој што не возеше низ целиот процес. Значи, луѓето кои што работат тамо, тие се тие кои што ни помагаа од самата идеја, од првичната идеја, па до целосна реализација и на крај, нели, до добивањето, до исчекувањето на резултатите. Така да, пишувањето беше тешко, темата да се погоди беше тешка, мислам тешка. Не беше тешко да се одбере, бидејќи ние во нашето училиште покрај економски и правен смер имаме уште еден нов смер од пред 2 години, дигитален маркетинг и e-commerce. И така некако тоа беше нов профил, каде што во еден момент ние требаше да предаваме во тие класови, а некако и не бевме ние наставниците толку многу спремни и не бевме толку многу, нели, дигитално подковани да можеме да им предаваме. Така да некако се наметна темата да биде учење на дигитални алатки. Значи тоа беше WebTools 2.0 и некако се наметна да напишеме проект каде што ќе одиме кај провайдер, специјалист, кој што ќе не обучи со дигитални алатки. Преку 30 дигитални алатки тогаш научиве, зборам пред 4 години, така да во тоа време беше стварно навистина еден прав погодок и така и го добивме првиот Еразмус проект напишан од наша страна, значи напишан од нашето училиште. Тоа беа првите почетоци и верувајте дека од тогаш, веќе 4 години поред, секоја година пишувам проекти и секоја година добивам проекти, но да не ме разберат погрешно гледачите, некогаш бев и одбиена. Значи не треба човек да се откажува. Некогаш ќе ја погодиме темата, некогаш нема да ја погодиме темата, некогаш добро ќе биде оценет, некогаш послабо ќе биде оценет, но не треба да се откажува човек и дури еве сега во моментов повторно пишувам, бидејќи апликациите за февруари, за март се веќе отворени, така да еве во моментов повторно пишувам и тоа пишувам веќе едно ниво повеќе. До сега пишував К1 проекти, сега веќе почнав да пишувам К2 проекти. Сега за оние кои што не знаат, малку тука да расчистиме, К1 проект е, да речам, едно основно ниво, каде што или наставниците или учениците одат кај одреден провайдер или на тренинг или на обука кои што не даваат соодветни вештини. Ние во првиот беше да се стекнеме со дигитални вештини. А К2 е веќе мало партнерство. Значи тоа е мало партнерство и имаме и големо партнерство. Јас сум сега до мало партнерство. Значи мало партнерство е каде што имаме 3 или 4 партнери, се вмрежуваме со нив и заеднички работиме на одредена тема. Така, кога веќе нели велите мало партнерство, сега кои се вашите партнери за овој проект или се уште немате? Не, имам. Партнерите ми се од... Ние се преговараме, така се договараме, па дали ќе успееме, дали ќе добиеме. Так. Меѓутоа, една интересна тема е за digital citizenship. Значи за граѓанство, значи некако е интересно и не е толку многу експлоатирана таа тема. Партнерите се од Србија и од Италија. Така да ќе видиме, со среќа нека ние дали ќе го добиеме или не. Меѓутоа имаме, да речам, големо искуство со овие Еразмус проекти. Напишавме уште еден проект за ментално здравје, уште еден проект за дигитални вештини, но меѓутоа сега за ученици, за емоционална интелигенција, така да имаме доста добиено. Значи сте опфатиле повеќе теми во суштина. Да. И сега кои се tips and tricks како да се напише еден проект, рековте нели тешко е да се одбере тема, ама еве ви имате па различни теми одбрано. Да, различни. По мене најважна е темата.
Значи, најважна е темата да ја погодите, да биде интересна, да не биде доста експлоатирана и таа тема да решава одреден проблем. Значи, многу е важно да има проектот душа, како велиме, да има емоција, значи да видиме што ќе се реши. Значи имаме некој проблем, така и се започнува со пишување на проектот. Веднаш треба да си поставиме еден проблем и со нашиот проект ние да го решиме тој проблем. Значи мораме нешто да решиме, да има емоции. Значи тоа е првото, да се погоди темата. Второ, како типс и трикс би рекла, можеби да се одбере добар партнер. Бидејќи, на пример, еднашка во еден од наш проектите бевме одбиени токму поради партнерот што сме го одбрале. Значи, тие партнери треба да бидат, што викаме, reliable, значи да бидат соодветни, да бидат со искуство, да можат и тие да одговорат на целите и на задачите на проектот. Значи, многу е важно да одбереме вистински партнер. Понатака, друго би рекла, покрај тоа да раскажеме, нели, да има душа, да има емоција, можеби е најважното да не се откажуваме, бидејќи кога ќе го отвориме апликацијата, верувајте, и кога ќе видиме тамо преку 100 прашања и во едно прашање е ограничено колку знаци треба да има, значи кога ќе видиме 3000 карактери дека треба да има, ти веднаш се запрашуваш 3000 е многу. А такви 100 прашања има. Значи, треба само упорност и истрајност. И по мене, поготово ако пишувате со партнери, добро е да се подели работата. Значи, да не падне целиот терет на тој што го пишува Еразмус проектот, туку да се сподели работата и со другите партнери. И секако со колегите. Јас имам и голема поддршка од колегите, така и всушност и почнав јас, имаше колеги пред мене кои што беа веќе партнери, тие ми помогнаа, затоа еве сега јас им кажав и на сите колеги дека им стојам на располагање, било кој да сака да напише проект, дека се веќе му помогнам и ќе бидам тука поддршка, затоа што мора да си помагаме. Зашто се многу прашања, многу пишување, многу е захтевно, многу треба време, труд, така да обично зимскиот распуст го користиме за тоа, нели, да пишуваме, бидејќи апликациите се во февруари и во март. Така, се согласувам со ова што го кажавте, битно е да се биде истраен и во однос на оние апликации да не застрашуваат веднаш, туку мора, нели, да се размисли, да се седне и за да се склопи таков проект. И сега како да се мотивираат наставниците да пишуваат повеќе проекти? Уште некој типс and трикс ви додала. Многу е важно кога ги поставуваме целите, да бидат тие смарт цели што велиме ние, да бидат мерливи цели. Значи, многу е важно ние да напишеме во проектот нешто конкретно. Не да кажеме ќе се стекнат учениците со дигитални вештини. Тоа нема да помине. Треба да напишеме дека од, да речам, 100 ученици кои што ќе бидат опфатени во проектот, целта ќе ни биде 50 од нив да се стекнат со дигитална вештина Canva, например. Значи, мора да биде конкретна целта, мерлива целта, бидејќи ние кога ги поставуваме целите, веднаш има прашање како ќе ги измерите. А ако е поставено општо прашањето да се подобрат, какво е тоа подобрување? Што значи тоа подобрување? За некое подобрување ако се, не знам, се стекнат со вештини, дигитални вештини 20, некои 20 ученици. Значи, мора конкретно да се напише целта да биде мерлива. Тоа е по мене, мислам, исто многу важно, покренели темата и партнерите. И уште една работа би рекла, многу е важно да имаме факти, да имаме бројки. Кога ќе почнам јас, уште првата реченица во проектот која ја пишувам дека сум воочила дека има некој проблем. Како сме го воочиле тој проблем? Сме направиле истражување, сме направиле некоја анкета, па од тие анкети ние сме виделе дека професорите еве не се стекнати со дигитални алатки. И многу е важно тие анкети, тие резултати, тие истражувања што претходно сме ги направиле да ги вметнеме во проектот. По мене мислам дека ова се меѓу најважните работи кои што треба да ги содржи еден успешен проект. И ова се многу добри совети за оние што ќе не слушнат, бидејќи баш однака конкретно ни кажуваат што треба да се прави. И се согласувам и во однос, нели, на она што претходно го кажавте, и на истрајноста и на упорноста, дека треба, нели, да бидеме истрајни и упорни кога ги пишуваме овие проекти, да не заплаши самата апликација, дека од се она што се на почетокот, верувам, да. Ама мора после, нели, да си најдеме начин како да го да се соочиме со тоа. Тимска работа, мислам дека е важна, работа со партнерите и добра идеја. Така.
Кои се придобивките што ги имаат наставниците и како да се мотивираат да пишуваат повеќе проекти? Придобивките, верувајте, се огромни. Значи, некако влегуваме во нешто ново, во некој предизвик, влегуваме во свет на пред се мултикултурализам. Значи, тоа значи дека се запознаваме со луѓе од цела Европа, ајде да не претерам сега, меѓутоа запознаваме разни култури, запознаваме разни методи на предавање, разни иновативни методи на предавање. Значи имаат они некои алатки што ние не ги користиме. Така да размената на искуство што го добиваме, сега секако и патувањата што ги добиваме и новите традиции, новите култури што ги запознаваме, и тоа е придобивка. Меѓутоа по мене е многу важно што ние можеме нешто и да превземеме од тие земји. Значи да превземеме, не знам, некоја дигитални алатки, не знам, јас не знаев со дел од тие дигитални алатки што сега се соочуваме да ги применуваме, зашто тие рекоа ајде сега да ги запознаеме, да се запознаат учениците помеѓу себе. Ајде вика на Padlet ќе го правиме тоа. Ние не знаевме што е Padlet. И сега Padlet е како една голема табла и сите ученици, верувајте, има многу ученици, по 5 ученици од 5 земји, значи тоа се многу ученици. И сега не беше тоа класично представување, јас сум тој и тој, доаѓам од тоа и тоа училиште, туку ете на еден интересен начин и на користење на дигитални вештини, ете тие се запознаваа и се представуваа самите себе. Значи многу можеме да извлечеме од овие Еразмус проекти, од тие патувања, ќе ги спомнам пак, бидејќи верувајте дека многу од има колеги кои што викаат леле пак одите вие на патување. Или одите на шетање. Јас ќе кажам, ние да дојдеме до тоа шетање и да дојдеме до моментот кога ќе ставиме сликата пред некоја знаменитост од некоја земја што сме ја посетиле, имало многу труд, енергија и работа. Значи, требало да се спреми проектот, да се добие, да се одберат учениците, да се спремат учениците, така тоа е цела одговорност, цела организација и секако кога одиме ние тамо на тие Еразмус проекти, нормално е да имаме време малку и за дружење и за запознавање на нивните земји. Што е цел пакет, опфаќа се. Така е, да. Значи не има едукативен дел, секако и тоа е најголем дел од времето, меѓутоа има и време слободно за дружење и за шетање. Ма и тоа што се враќате нели со веќе стекнати нови вештини, нови знаења, всушност покажува дека сте отишле за да научите нешто ново. Нешто ново, да. Јас тука би рекла дека придобивките можеби од овие Еразмус проекти се многу поголеми за учениците. Тие се... Тоа ми беше наредната помисла, кои се придобивките што ги имаат учениците. Учениците, можам и да ви го раскажам еден процес, значи ние пред да ги одбереме учениците кои ќе дојдат, објавуваме јавен повик. Значи јавен повик во училиштето, тоа е толку транспарентно да може секој да аплицира, поставуваме тамо критериуми. Да се достави CV, мотивационо писмо, да се знае англиски јазик, Б-ниво, зависи што е проектот, да знаат како да се однесуваат во нели, да почитуваат разни националности, разни култури. Значи имаме тамо критериуми поставени. И сега првиот чекор кај нив видите за да може да аплицираат на еден Еразмус проект, треба да седнат да напишат CV. Сега за нас, нели возрастните CV е лесно да се напише. Меѓутоа тоа е првиот чекор како они да сватат сериозно работата, дека не е само дојди, ќе те одбереме и ќе те однесеме во некоја земја, туку прво треба да седне да напише професионално CV. Значи тоа е ги учиме. Потоа да седнат да напишат мотивационо писмо. Понатака ги викаме на интервју. На интервјуто има тројца професори кои што седат меѓу кој еден и професор по англиски. Значи они треба да ги прашуваат разни прашања. Верувајте, на еден начин ние ги спремаме и за интервју за на работа. Веќе се стекнуваат со вештини во овој процес пред нели уште пред, да. Значи тие се спремни и за интервју утре други ден и на работа да одат. Така да тие доаѓаат на интервјуто, ние ги оценуваме на интервјуто, ги прашуваме зошто вас да ве одбереме, бидејќи верувајте пред 4 години на еден таков јавен повик ако имаше 5-6 до 10 на деца. Сега имаме, не знаете колку многу и дури трчат по ходниците и прашуваат професорке има ли Еразмус оваа година. Така да сега веќе од време на време
со тек на време се зголемува многу интересот кај учениците, дури да бидам малку и нескромна, веќе не препознаваат во низ Скопје дека ај ќе се запишам во тоа училиште, зашто јас во прва година предам и нели првите часови ги прашуваме зошто се запиша тука, некој ќе рече мајка ми рече брат ми рече, меѓутоа некој вика затоа што имате Еразмус проекти. Така да веќе сме препознаени по тоа дека Значи, во суштина Еразмус и помага на средниви училишта да станат повидливи. Да станат и да повидливи си и се привлечат одредена точно, маса точно. на средно. Дури да бидам искрена, имав една пријателка ми вика пошто јас постираме и на нашата веб страна, сите наши патувања ги промовираме, нашите Еразмус проекти и ми вели а може ли да го земеш и моја девојче, ќерка и на еден Еразмус проект? Јас викам па нели ќерка ти учеше, сега да не ја споменувам, во една Во друго скопска училиште, гимназија, така. во гимназија. И она вика да, таму е уште. Зашто јас си помислев на момент да не се префрлила кај нас, па да ја земам на некој проект. И ми вика не, уште е во гимназијата. И вика само тие не одат нигде, па да ако можеш ти да ја земеш. И сега малку се зачудив и се насмеев и објаснив како и да тие работи, дека не можеме нели ние ученици од друго школо да земаме, но тоа покажува фактот дека треба некако ако сакаме да учениците им ги отвориме вратите кон светот, дека тоа потекнува од нас. Значи ние наставниците треба да седнеме и да пишуваме. Најверојатно во нивното училиште не седнуваат и не пишуваат и не можат да имаат нели такви можности децата да учествуваат на Еразмус проекти. Па ова може да биде и потек нели училиштава кои што не пишуваат проекти, кои што немале, да пишуваат, па ете и така да отворат врати за своите ученици. Да, за своите ученици, бидејќи учениците многу добиваат. Прво се учат како да ги почитуваат различностите. Значи како да знаат да почитуваат други традиции и култура, бидејќи ние често пати одиме во други земји, еве во Турција имаат посебни да речам адети, ние што ги викаме, значи они треба да знаат да почитуваат. Понатака си го вежбаат многу јазикот. Значи јазичните вештини и како им доаѓаат добро и разговараат веќе 7 дена тоа е проектот, разговараат секој ден и све што се спрема на англиски јазик. И работниот јазик на тие Еразмус проекти е англиски. Значи си го вежбаат јазикот. Понатака стекнуваат дигитални вештини. Значи дигитални вештини веќе во каде и да отидеме на Еразмус проект, секогаш се користат некои нови алатки, нови дигитални вештини. Така да тоа си ги развиваат комуникацијските вештини. Си ги развиваат организацијските вештини. Најмногу од све мислам дека се осамостојуваат. Бидејќи, верувајте, многу од нив за прв пат се качуваат во авион. За прв пат одат сами негдека на патување. Така да и тоа е многу голема одговорност. Значи, ние не само што ги едуцираме, нели, ги образуваме, туку едноставно ги учиме и life skills. Како да се однесуваат во авион, па леле ќе има турбуленции, добро поминавме, значи се плашат, значи цело време сме со нив. Понатака во слободното време како да се движат низ просторот, значи не биле, имаме ученици што прв пат излегуваат од Македонија, верувајте. И скоро секогаш во секој проект има ставка тамо да се вклучат ученици со fewer opportunities. Тоа се значи со помали можности. На помали можности се мисли ако е самохран родителот, но и тие што се социјално нели по-недобни, што имаат помали примања. Значи секогаш во секој наш проект гледаме да земеме и такви ученици што навистина прв пат излегуваат надвор од земјата. Да, и тоа е за поздрав. Што е најинтересно за децата кога одат на Еразмус патување? Многу им е интересно. Прво, еве во некој проект на почетокот гледавме во хотели да одат, бидејќи заради пандемијата, па некако не сакавме нели да ги пуштаме во фамилии, меѓутоа многу е голем благодетот и кога треба да се седи во фамилија. И тогаш веќе ти живееш со тоа дете, треба да знаеш како да се однесуваш, така да малку им е чудно на почетокот, меѓутоа после кога се раздвојуваат си плачат на крај. Значи до толку се здружуваат децава. Колков период поминуваат со фамилијата? Една недела. Значи обично секој проект трае 5 работни дена, меѓутоа со пат од 2 дена, околу 7 дена.
Така да тие веќе толку ќе се зближат, им станува интересно. Најважно од све што, нели, имаме ние се и предизвици кога одиме, имаме и непријатни ситуации, имаме ученици, не знам, го заборавил телефонот, му го украле телефонот, го заборавил ранецот у метро, прв пат се возат си со транспорт, имав еден ученик, Еразмус проектот ни беше во Реджо Калабрија и се ни да стигнеме до тамо, кај прв пат се качи детето во авион, прв пат се качи во метро, па дури требаше да одиме со траект. И сега он знае дека е брод и дека треба да влеземе со брод, а ние седиме во автобус и он ми вика зошто не се симнеме, зошто не влеземе на бродот? И јас викам нама ќе влеземе со автобусот. Како автобусот ќе влезе на брод? Значи има и такви некои ситуации што кога се вративме, они треба да напишат извештај, бидејќи ние на секој проект кога носиме ученици, кога ќе се вратиме, го десиминираме. Значи ние им велиме на учениците да направат еден извештај, една презентација како си поминале, што работеле тамо, што ново научиле и ученикот ми вика може јас да напишам презентација за транспортни средства, бидејќи детето прв пат се сретнало со толку многу транспортни средства, така да се осамостојуваат некако, знаат како да располагаат со буџет. Ние сме меѓу првите училишта кои што склучуваме договор, бидејќи тие се малолетни, со нивните родители и одредуваме соодветна сума на пари. И тие пари, они треба да знаат да располагаат со тие пари. Бидејќи кога идеме на Еразмус проект, имаме и некои дополнителни активности, има некоја екскурзија, има некоја посета на музеи. Значи треба сами сега има нели ученици кои што не се сигурни, па ни ги даваат нас, па заедно располагаме, меѓутоа ние гледаме, пошто сме економисти и викам вие мора да знаете да располагате со буџет, така да гледаме да им ги оставиме они сами да располагаат. Значи еден вид им се стекнува и довербата, им се стекнува и одговорноста, знаењето, значи некако стануваат посигурни во себе. И кога ќе дојде веќе следен Еразмус, нема ученик што бил на еден Еразмус да остане на еден Еразмус. Веќе на следниот Еразмус одма се пријавуваат истите. И секогаш, верувајте, даваме можност на различни ученици. Значи тој што бил веќе еднашка, гледаме да не се повтори. Значи гледаме секогаш на секој Еразмус, фала Богу имаме Еразмус проекти, па може нели да се извртат повеќе деца да присуствуваат, иако нашето училиште е големо, 1500 има ученици, така да има простор за сите, меѓутоа едно дете кога било веќе еднаш на Еразмус, сака повторно да оди и затоа само прашуваат имаме ли Еразмус проект, има ли годинава Еразмус проект. Ова е навистина многу интересно, бидејќи ева на пример јас доаѓам од генерација која што не била толку запознаена со Еразмус, и во мојата гимназија и немало толку Еразмус проекти. И навистина е добро ова, нели, како се осамостојуваат децата, баш е многу интересно да се слушне, дека знаат да располагаат со буџет, дека се учат на некои нови вештини и стварно ме изненади мене искрено да го слушам ова. Баш ми е драго што вакви работи ве се случуваат во вашето училиште. Се надевам дека и во други училишта има баш ова ќе биде потек за да ги натераме и другите училишта да пишуваат проекти. Јас искрено само една работа да ви кажам што сум приметила кога одиме во другите земји, во другите училишта. Можеби другите училишта се подобро технички опремени, може да имаат подобра опрема, може би имаат, не знам, подобри услови за работа, помодерни училишта се, не знам. Меѓутоа, верувајте дека знаењето и талентот што го имаат нашите деца, па и наставници, никој не може да им го земе. Значи, тие, да не бидам нескромна, меѓутоа се меѓу најдобрите кога одиме на тие Еразмус проекти. Секогаш се најспремни. Значи, најдобро зборат англиски јазик. Дури ние учиме и по втори јазик, значи знаат и уште еден јазик. Најодговорни се. Значи, најмногу почитуваат. Ако кажеме во толку саат се чекаме, во толку саат тие доаѓаат. Имаме, не знам, италијани, например, не им е гаеле. Не доаѓаат на време. Значи, нашите се најодговорни, најљубезни се, најмногу ги почитуваат другите култури. Како да кажам, најдружелюбиви се. Сите сакаат да се дружат со нашите ученици. Така да имаме ние златни деца. Само треба да им ги отвориме можностите, да седнеме да напишеме проекти, да ги изнесеме надвор. Верувајте дека се најдобри. Да, и ова е директно, нели, помагање на образованието и некако подобрување на тој процес, бидејќи се стекнуваат учениците со нови искуства. Со нови искуства и верувајте дека тоа што ќе го научат учениците на тие Еразмус проекти, ни една книга не може да ги научи.
Значи праксата, средбата, одењето во другите земји, гледањето на нови училишта, на нови модели на образование, сето тоа што го гледаат тамо, сите тие можности што им се отвараат, ни една книга не може да ги научи. Така да верувам дека треба да одат, да учествуваат и да патуваат. Имате добиено и награда за европска награда за иновативна настава. Каква е оваа иновативна настава? Да. Јас веќе споменав неколку пати и стварно за мене тоа беше, како да кажам, шлагот на тортата. Значи, видов дека се вреднува целото моја енергија, мојот труд и вложено време со една европска награда. Таа европска иновативна награда секоја година се објавува и е различна темата. Оваа година, за 2024 беше темата Благосостојба во училиштата. И кога слушнавме темата, си реков веднаш да аплицираме, бидејќи треба да се аплицира, бидејќи имавме ние напишано проект подобрување на менталното здравје на учениците преку стекнување на нови иновативни вештини на наставниците. Така да менталното здравје, верувајте, е тема која што е неопходност во денешницата и која што треба да биде приоритет во секој училиште. И затоа ние рековме дека стварно треба да се стекнеме со некои нови иновативни вештини за како да се справуваме со менталното здравје на учениците. Бидејќи ние во училиштето имаме 1500 ученици, а еден педагог и еден психолог. И сега замислете ако секој наставник го праќа ученикот, оди кај педагогот, оди кај психологот. Значи не може да постигне и да сака. Мора и наставниците тука да се вложат. Затоа ние рековме, ајде да напишеме проект кои што ќе не обучат нас, ние како да можеме да ги препознаваме проблемите на младите, на учениците и како да можеме да излеземе на крај, како да можеме да се справиме со нивните проблеми. Како пред се да ги натераме да се отворат да говорат, пошто кај нас учениците малку се стегнати и не говорат за своите проблеми. Така да ние стварно Дали научевме... сега се почесто се отвараат? Да, преку сега, ова? бидејќи имаме разни техники, имаме Сократов метод, тоа е прашање со прашање, имаме техники на смирување, баш вчера некако ми беа многу разборени и викам ајде сега почнете да се масираат, па едниот го масираат другиот, па они малку се смеат на почетокот, па им пуштаме некоја тивка музика. Значи треба да се најдат некои такви методи, ама тоа го гледаме од другите училишта кога одиме на тие Еразмус проекти. Значи стварно има тамо некои неверојатни работи кои што ние би можеле со многу малку вложување да ги применуваме кај нас. Така да бевме во Брисел, тоа беше во ноември, и тамо беа представници, значи од цела Европа. Значи ние бевме рамо до рамо со една Финска, со една Шведска, со една Шпанија, Португалија, значи нашиот проект беше рамо до рамо со нив. Значи беше меѓу најдобрите проекти и верувајте, како што и веќе споменав, може би имаат подобар образован систем, меѓутоа знаењето никој не може да ни го земе. Така. А сега забележувате ли кај учениците некои нови проблеми, може би нешто што ние не сме се соочувале како генерации, благодарение на овој проект? Верувајте, нешто што научив од овој Еразмус проект е дека со едно како си можеш многу да дознаеш за ученикот. Значи нас тоа ни фали. Не е сега работата ние да влеземе во училницата и одма да почнеме да предаваме. Значи треба да се праша како е, како си поминале, па на едно како си да видите какви одговори можете да добиете и да знаете дали детето е добро или не е добро. Па може би тој час и не треба да предавате. Па може би треба да примениме некои од техниките што сме ги научиле. Па им вадам, не знам, им викам вадете лист, они мислат теске прават, а гледам дека не е добро некое дете. Ајде викам нацртете едно дрво, што да правиме на дрвото. Напишете ги, викам луѓето кои што ви помогнале некогаш во животот, дали се ученици, и се мислат што да напишат, па дали имате некои што ви помогнале, па ќе ги напишат. Ајде викам сега, или обично се пишуваат учениците што седат еден до еден. Ајде викам се сврти се, заблагодари му се. Така да има некои такви разни техники, дури имаме топчење што викаме ние, нели ги држиме, да се смириме. Значи има стварно разни техники и мислам дека тие техники ги применуваат наставниците и е подобрена состојбата во нашето училиште, некако учениците се чувствуваат побезбедни дека може да кажат и да бидат слушнати.
Па така и се гради еден пријателски однос помеѓу наставникот и ученикот. И ова е баш онака иновативен, најсовремен пристап кон наставата, односно да му помогнеш нели на ученикот кога тоа му е потребно. Мощни, интересни работи спомнавте од овие проекти и сега ме интересира со какви искуства, какви примери видовте надвор во земјите во кои патувавте? Искрено да бидам, во секоја земја што одиме ние учиме нешто ново. Не знам, нешто ново, нешто интересно, нешто до дотока што не сме го виделе. Сега многу земји сме посетиле, еве да издвојам неколку од нив. Например во Турција, Турција ми беше чудно што целото школство, целата работа, интеракција со учениците, све им беше дигитализирано. Значи све беше дигитализирано, некако јас за Турција имав некоја друга замисла дека не сете толку дигитално подховани, да речем како некоја европска земја. И исто така што примети во Турција беше големата почит што имаат учениците. И према наставниците, и према соучениците други, значи или према нас како гости. Значи да не речеме еден вид на страхопочит, меѓутоа стварно покажуваа голема почит. Тоа ме фасцинираше. Понатака можам да спомнам за Италија, интересно ми беше што тие нели се по модата, меѓутоа некако мислам дека уметноста им беше вклучена и во самото образование. Повеќе обрнуваа внимание на хуманистички предмети, на ликовно-музичко, што ние, да не речем, и ги подценуваме на некој начин. Меѓутоа, тие толку многу беа некако за тие предмети, да не учеа само од книги, туку ги вадеа надвор на терен. И ние цело време бевме по некои знаменитости. И за секоја знаменитост го гледаат споменикот, знаменитоста, и они раскажуваат. Така ги учат и лекциите. Така да тоа некако ме фасцинираше. Ние за џабе потекнала ренесансата од кај. И ренесансата, да. Значи, не ренесансата ја учат на терен. Значи, излегуваа по музеи, по посета на музеи, по, не знам, по знаменитости и на лице место тамо уча. И така и ние со нив одевме, така да тоа ми беше многу интересно, например. Една Шпанија некако беше многу опуштена атмосфера кај нив. Во училниците. Некако не беа класични столчиња маси. Имаше, да не речем, вакви фотели, оние што ги има lazy back, нели, на земја, па така седеа, така учеа, можеа слободно да се излегуваат, да се влегуваат учениците. Значи, една опуштена атмосфера имаше, што неформално, што ете, тоа беше интересно за нашиве ученици. Дури излегува, си зима за јадење, за пиење, а нашиве крева рака може да отидам до тоалет или, значи, некако беше опуштено, им беше тоа чудно, меѓутоа гледам дека има ефект, пошто тие ученици тоа не го злоупотребува, не им стекнуваше ни в кога сакаат да излезат да влезат, така да во една таква неформална атмосфера можеби поопуштено се осеќа. Дури они можат и да си бираат предмети. Значи они ги бираат предметите тие што нив ги интересира да ги учат. И затоа имаат и поголеми резултати. Не учат све, не учат по 15 предмети. Така да тоа, да речеме, во Шпанија ми беше доста интересно. Во една Португалија, сега последна што бевме во една Португалија, па ме фасцинираше што многу работат на еколошката свест. Значи, толку беше тоа на некој ниво да сите можни проекти, све што работеа, беше врзано со екологијата. Исто и тие многу излегуваа надвор во природа, да има часови, све беше врзано со подигнување на еколошката свест. Многу беа, нели, ние кај нас децата да им кажеме и селектирај отпад, ова ти е канта, нели, за пластика, за стакло. Не знам колку го прават, меѓутоа тамо тоа нормално некако им одеше, значи нормално им беше. Во навика веќе. Да, ми стекнало во навика и некако многу им беше и ние сакавме да соработуваме со нив на и природата многу ја ценат они и проектот со нив што ни беше баш ни беше за спорт. Значи тие спортот, природата многу го ценат и екологијата многу ја ценат, така да ете, например, една Португалија, тоа ми беше фасцинантно. Верувајте, кај да одиме нешто ново учиме. Да, значи секоја земја си има некоја своја особеност и сега вие специфика, да, и си го приметувате ова, тоа е многу добро, бидејќи ни инспирира и ние што го слушаме ова, па не пишуваме проекти, да сакаме еве да ги посетиме овие земји. И сега соработувате со Националната агенција и Францускиот институт. Што има ново на тоа поле? Ај се, еве, добро што ме прашавте ова прашање, можам да искористам нели оваа прилика да се изразам огромна благодарност до Националната агенција и до сите вработени што се тамо, бидејќи без нив ова немаше да постои.
немаше да излеземе ние надвор од нашата комфортна зона, немаше да напишеме проект, немаше да видиме што се случува во светот. Така да тие се тука за цело време со нас и не поддржуваат. Од самата идеја до самата реализација на проектот и верувајте, тоа не го споменав, и до поднесување на финалниот извештај. Бидејќи колку е тешко да се напише Еразмус проект, уште потешко е да се напише финален извештај. Но затоа се луѓето од Националната агенција тука. Тие се тука и тие не водат низ целиот процес. И мојот прв финален извештај беше тежок, требаше да се ние да докажеме на еден начин све што сме напишале во проектот дека навистина сме го направиле. Бидејќи во секој проект мора да имате вие еден аутпут, мора да имате некој краен продукт. Дали ќе биде тоа, не знам, видео, некој прирачник, некоја обука, некој интелектуален труд, мора да го имате аутпутот. Мора да го покажете тоа и за да остане, да биде одржливо. Значи да го дисеминираме. Еве, не споменав за ментално здравје проектот што добивме европска награда, ние креиравме прирачник. Тој прирачник сега го дисеминираме по сите училишта. Еве, оваа прилика можам да кажам дека го имаме кај нас во училиште, било кој колега од било кое училиште, ако сака можеме да им го доставиме, па ете и они да ги направат, да ги видат тие техники што ние ги пременуваме. Верувам, дел од нив може и ги пременуваат, но не е лошо нели за подсетување да ги има на едно место дека постои еден таков прирачник. Значи многу е важно да остане нешто зад нас, да остане нешто за секој од Еразмус проектите. А тоа треба да го напишеме што оставаме зад нас во финалниот извештај. Така да огромна благодарност до сите од Националната агенција и постојано тие не водат низ процесот не само на пишување на Еразмус проекти и на поднесување на извештаи, туку и на други разни обуки. Така излезе една прилика да Националната агенција имаше склучено во соработка со Францускиот институт да не однесе во Франција. Имаме ние од неодамна, од минатата година, нова билингвална француска паралелка во нашето училиште. Они ги детектира, неколку училишта се такви што имаат француска паралелка, не детектира и заедно Францускиот институт и Националната агенција ни организираа посета на француски училишта. Така да бивме тамо, се запознавме, да излезе некој проект, да излезе некоја соработка и верувајте, кај нас на 9 мај 37 деца од Лион ги очекуваме да дојдат на размена во нашето училиште. Сега јас ќе направам еден јавен повик на учениците кои што учат француски јазик, им ќе го вежбаат јазикот, им ќе работиме на некој заеднички проект и понатака во септември ние ќе ја возвратиме посетата, наши 37 ученици ќе одат кај нив во фамилии. Така да ете резултат да речеме и од таа соработка помеѓу националната агенција. Тука веруваме дека и многу пријателства нови ќе се склопат. Пријателства веќе во секоја земја имаме пријатели, јас мислам во било која земја да се јавиме. И ние сме многу гостопримлив народ, како да кажем. Ама и на овие Еразмус проекти гледаме дека луѓето се поразлични, дека имаме заедничка цел и сите се стремиме кон таа цел и некако се отворени. Отворени се и за дружење, и за соработка, и за помош, така да стварно Еразмус ми нуди многу можности. Така. За последно прашање. Со 3 збора, што е Еразмус за вас? Па еве веќе споменав можност. Значи прво би рекла можност. Можност бидејќи не тера да излеземе од комфортната зона и да запознаеме нешто ново. Да запознаеме дали е тоа ново познанство, нови пријатели, нова наставна програма, нова вештина или компетенција, ни дава можност не само на нас наставниците, туку и на учениците, ни дава можност да се стекнеме со некое ново знаење. Што во суштина е најважно, нели? Најважно. Тоа беше првиот збор. Втор збор би рекла напредок. Значи, напредок е дефинитивно нешто што не тера напред, не само што ние на академски начин се развиваме, туку и на личен развој се развиваме. Значи, го гледаме развојот и напредокот и на самите ученици. Како и тие растат со еден Еразмус проект. И последно што би рекла е среќа. Значи, кога се спомне зборот среќа, јас мислам дека тие заеднички моменти што учениците ќе ги имаат на некоја Еразмус мобилност, таа среќа во нивните очи се гледа, останува за секогаш. Така да со 3 збора би го опишала Еразмус: можност, напредок и среќа.
Професорке, ви благодарам многу, ми беше многу драго за овој разговор. Мислам дека опфативме многу теми и ни представивте баш онака со примери конкретно што всушност се случува и кај на нашето поле нели на образование во средно училиште и преку овие проекти и сите придобивки. Ви посакувам уште многу успех и вам и на вашето училиште и секако многу напредок. Ви благодарам од срце и ова нека представува еден поттик и мотив за сите наставници како мене да им ги отвориме можностите, вратите на сите ученици да седнат да пишуваат проекти бидејќи искуството е бесценето. Ви благодарам.